Како што дојде, така ќе си појде без да биде избран од народот. 10 дена до разделбата на Димитар Ковачевски со премиерското столче. Шансите да стане пак премиер, ако се суди според последните анкети, се многу мали. Потврди дека до 26 јануари ќе поднесе оставка, а местото на Илинденска ќе припадне на актуелниот собраниски спикер Талат Џафери како технички премиер. Процедурите за пржинската влада треба да почнат веќе од 22 јануари. Пратениците ќе имаат 7 дена да ги констатираат оставките на премиерот, министрите, замениците на председателот на собранието и да изберат нови. Јас имав утрово состанок со председателот на собранието, господинот Џафери, со координаторот на пратеничката група на СДСМ и кандидат за председател на собранието Јован Митревски, на кој што разговаравме во однос на законските рамки за поднесување на оставка, избор на нов председател на собрание, избор на техничка влада и целата оваа процедура ќе се одвива согласно законските рокови на крајот на идната недела. Додека во јавноста се лицитира со имиња на носители на листи и можни кандидати за председател, Ковачевски не открива ништо. Дали СДСМ и ДУИ ќе одат со заеднички кандидат за шеф на државата, дали ќе имаат заеднички листи и дали помалите партии ќе извисат. Се прашања кои до сега не добија одговор. Од друга страна, опозицијската ВМРО ДПМН, која претходно формираше комисија за преговори со политичките партии, очекува зголемување на коалицијата. Како што изјави Мицкоски, тие разговарале со многу потенцијални коалициони партнери. Убедени се дека победуваат. Европска Унија според нив останува на прво место, но не по секоја цена и не по бугарски диктат. Планираме најпрвин да разговараме со политичките партии кои што се дел од веќе постоечката коалиција која што ја предводи ВМРО ДПМН. И тоа ценам дека ќе се случи во првата половина на месец февруари, за да потоа разговараме со сите политички партии кои што имаат желба, намера да пристапат кон ВМРО ДПМН. Тоа ценам дека би требало да биде втората половина на месец февруари. Долго најавуваната лидерска средба помеѓу Ковачевски и Мицкоски веројатно нема да се случи, но како што кажа и двајцата, деталите околу учеството на ВМРО ДПМН во техничката влада може да бидат договорени и преку телефон.